Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновата епизода на вашата и наша емисија Класи. Денеска ве водиме во поречието во Долни Манастирец кај семејството Цветановски. Имено ова семејство, поточно браќата Владко и Јане Цветановски, пред веќе близу 30 години одлучиле да се занимаваат со рурален туризам, поточно отвориле ресторан во непосредна близина на реката Треска и со таа дејност се занимаваат близу 30 години, но од пред 5-6 години од прилика одлучиле да се занимаваат и со сточарство. Денеска ве запознаваме со ова семејство, најпрво ве водиме кај бачилото каде што ги погледуваат овците практично. Имаат некаде околу 250 овци, тамо е овчарот ги паси, а јас и Владко ќе отидеме во посета најпрво кај овците, а потоа ве водиме и во ресторанот. Во поречието распослано по течението на реката Треска од памтивек се одгледувал и крупен и ситен добиток. Речиси секоја селска куќа имала дзевгар волови, по неколку крави и овци, а се чувала и по некоја коза. Но за жал тие времења се веќе минати, кога по поречките падини и ливади белеа стада овци. Денеска сточарите низ поречието се вистинска реткост, ги има само неколкумина. Едни од нив се семејството Цветановски од Долни Манастирец. Браќата Владко и Јане, како семеен бизнис имаат ресторан, веќе 30 години. Но на иницијатива на Владко од пред 5-6 години тие почнале да одгледуваат и овци. Со Владко се договоривме прво да отидеме каде што се напасуваше стадото и таму да си поприкажеме за сточарењето. Владе, 250, еден гледам човек се грижи за стадото твое, успева сам? Не еден, двајца сме, и јас. Да? И ти си? Па нормално. А така Газда бе. мора да работи, иначе како? Така бе, вакви и треба на Македонија. Так. Нема Владе. шанси сам на толку овци. Мислам, не го одел за пасење во ред, али другите работи што се Така. околу музењето, околу лачењето, околу јагниња вадење, околу све сам човек, не можете. Владе, годинава како поминавте со јагнето, имаше нешто за продажбата јагне? Да ти кажам право, овај крај нашиот овде малце е специфичен за трговци, ве идат втора, трета рака трговци и нудат многу ниски цени. Ја имав јагнено, меѓутоа на кланица ништо немам дајно за сега. Имам уште околу 80 јагнени, имам истуат моментално. Така? Све околу Велигденот нешто дадов и така, нешто. Ама што тоа ќе ќе ти биде па проблеми за субвенции. Проблем да, но меѓутоа годинава имаме олеснителна околност што можеме да даеме и 500 литри млеко во млекара. Така? И за тоа е проблем, но меѓутоа склучив еден договор со Прилепска млекара, се мачам, носам по 50 литри како што можеме така. Се надевам дека додека трајат лактацијава до кај август, натака, мислам дека 500, 600, 700 литри ќе дам. Мада не дека сакам да давам, може да си го направам сиренце за да ми користи многу. Во ресторан. За во ресторанот, но меѓутоа морам да дам, да ги фатиме условот за субвенции, што Така. стварно се добри, моментално се добри субвенциите, нема проблем. Лактофризер имаш? Имам фрижидер кој што добро лади и директно 35 минути од фрижидерот го вадам, го носам до млекара, мислам држат, добра изолација имам. Така, нема проблем. Садови. Макарни садови имам што држат изолација, добро го носам. Немам, мислам досега имам однесено околу 250 литри во рете. Транспортот е во рете. Рано го носам на Сабајле за да немам проблем. Далеко е, Прилепе 55 км, но меѓутоа мораме да го сработиме тоа и тоа е тоа. Добро, нема и некои други сточари во околинава, па заедно ете, например, поголеми количини на млеко кога би имале, па можеби и самата млекара би се одлучила да доаѓаат. Кајнас молевне, преговаравне, молевне и некои од колегиве дадоа јагне во кланица, со тоа ги исполнија условот, тешко. Така да заедно не можеме затоа што немаме се договориме, секој си е своја политика си тера. Така. Како што
е најдобро за него сега, некој нече да благодо. Ја, например, ја што го носам млеко во да правам трошок, ама немаше да правам, тоа е тоа. По колку сега ви го откупува млеко? Еве конкретно, тебе колку ти го откупува? По која цена? 70 денари, 68-70 денари. Моментално. Значи, овче, колку дневно можеш да помолзиш? Па ние 100 мозници молземе негде околу, значи сега малце, еве гледаш, малку требава изгоре, се намали околу 7-18 литри на молзење. Значи, утро, навечер и на сабајле носим околу 45 литри млеко така. Така. Па добро. Во ситуацијава мораш така да се снаоѓаш. Мораме да се снаеме ради субвенциите што ги ради услово што го дадоа. Лани беше само јагне, годинава дозволија и млеко, што ете сега мора да се снаеме. Немаме против. Оставивте женско јагне нешто за годинава? годинава? Искрено да, оставивме. Ја женско јагне ретко продавам. Епне ретко, све оставаме. Ти викам, лани многу загуба имавме. Стадото ќе беше над 350, можеби грла, ама многу загуба лани од синот јазик, што се деси баш ова време. За сега чувал Господ да кажеме, за сега нема ништо. Морам, има едно средство што треба да ги напрскаме, да пробаме. Слушам се појавило негде Радовишко, ама за сега нема ништо овде официјално. Добро, Владе, гледам овде сега празен простор, еве, слободна паша, овде гледам и ридовиве, ти се исто слободни. Има доволно место за паша? За ова бројка има. За ова бројка има. Има. Сега за сега уште ето дека на изгорите овде ги држиме по крај река, после бегаме нагоре. Ова планина се вика Баба. Ја чуваме фактички со колегава, ја чуваме за кој ќе се ептен, кој ќе се исуши долу, кој ќе се изгори, горе е позелено, стои горе. Мада имаме проблем, ни бегаат по крај река, се знаеш, кој ќе се сопијат вода мора да се врати на река. Али тоа е сега. Има дивеч, имате проблеми со дивеч? Дивеч за сега имаше волк, но меѓутоа овде е моментално и ловиште од ловново друштво Песјак. Така. Ловеа ловџиеве, организирано, распука излеот пушките моментално, сега за сега чувал Господ. Дали избега волкот или не знам што е од пукањето што ловеа ловново друштво, моментално се нема појавено сега. Имаме и добри кучиња. Одлично. Да, имаме кучиња. Чувари се тие. Да, еве го главниот. Да, ете го тука. Шарко. Мали Шарко. На други места кога одам, еден од главните проблеми што ми го спомнуваат е да се најде добар овчар и тоа и за добри пари. Најглавен проблем е тоа. Моментално човекот што е со мене е добар. Во сите гранки не можам да се пожалам, заедно работиме, заедно сме тука, му помагам, ја му помагам нему, значи, јас сум му калфа, тој е главен. Така е. Нема тука да што да се срамиме и да се лажеме. Така е. Молзењето го тој си може, ја само му помагам, терам. Значи, зависи, значи, за ова бројка доволни сме. Сега здрави, живи да сме, ако дојде некој пат да зголемуваме, ќе се мачиме, ќе бараме. Имате таква намера? Па, ние сакаме. Само мора прво да наеме, а после да зголемиме. Иначе така на слепо дојме ќе заглавиме. Така. А добро ми споминјаш дека си правите сирење, после ќе отидеме во ресторанот да пробаме сирењето, да видиме. Предпоставувам дека таму гостиве можат да го вкусат сирење во ваше овде. Кој е Владе главниот мандраџија? Па сега не чисме дека се фалам, ама јасно. Стварно? Учев 3 години занат. Идеше мандраџија, ме учеше 3 години. Така. И после третата година ми кажа све што требаше да ми каже. И ете, јас си го превзедов. Сега ќе имаш прилика да пробаш, па ќе кажеш, ќе пробаме, добро, недобро. Мора, значи, макар да ќе натера сега и мандраџија уште да плаќаме и овчари да плаќаме, значи со мало, не е мало стадото, ама пак тогаш нема да ти се исплати да го чуваш ако све плаќаш. Така, апсолутно. А кој ќе го правам јас, значи знам што ставам, како ставам и нема тука лаги, нема превари. 100% млеко. 100% млеко. Така и треба да биде. Нема за разлика од индустријата. Индустријата си е друга приказка, ние сме си друга приказка. Така е. Така да, значи да ти кажам, секој што пробал сирење во ресторанот, сака да купи, ама ја искрено
Не можам да дам голема количина затоа што ми треба мене ние Така. преку цела година. Ако дам ќе заглавам накаде да купуваме ние. Што се десило неколку години? Не можеш да одбиеш некога, ајде дај му една кантича, ај мене едно кантиче, име едно кантиче и на крај Немаше за ресторан. немаше. Апсолутно. Добро, Владе. Овие овци треба и да се нахранат. Сега да речеме, ај додека е слободна паша вака, си пасат. Меѓутоа зимно време како се снаоѓа со храна? И па еве ти дојде баш во тој момент. Вчера ми беше последната тура со сено што е донесов. Со двајца помошници преку 2000 бали. Да? Сено прибравме. 2000 бали. Чекаме сега жетвата да прибереме и жито. Од кај прибираш? Па по Пелагонија ни е близко, знаеш. Так. Пелагонискиот дел. Од таму. Има жито, имаме што ни се јавуваат, починеме со жетва, колку количина, толку трага и земаме. Си имаш своји луѓе од кај што? Да, секоја година истите луѓе. Си Од беговме во континуитет више 5-6 Да, години. одлично. И тие ме знаат мене и ја ними. Тие си имаат сигурен пласман, ти си имаш храна Јас обезбедено. Па, фала Богу, тоа е брзан систем. Така си. Мораме да соработуваме. Така. А добро, Владе, овде ја гледам шумова планинава. Ова е практично државно земјиште. Имаш ти потреба, например, да се прошириш? Спомна, ете така, ќе го заборавивме тој да го спомнеме. Овде, кај што беа снимките сега, тоа е државно земјиште Република Македонија. Неколку години се обидуваме да добиеме некоја концесија. Така. Се обидуваме да добиеме некакво документче за таа парцела. Имаме некоја идеја, сакаме нешто да направиме, сакаме нешто да се поусовршиме, можеби нешто сместувачко да направиме. Така. Сакаме нешто да се рекламираме пространство да привлечеме и странски туристи. На самото место да си доаѓаат. Овде. Значи еве гледаш какво е место. Да, Значи нема ни струја, нема ни вода, нема ништо. Но меѓутоа кога бараме, ние имаме идеја и секако дека ако ќе го направиме нешто, ќе биде целосно направено. Има млади луѓе што бараат концесии, што бараат вакви места да направат нешто. Сигурно имаат некоја идеја тие во себе. Така е. Да го направат нешто во. Значи државата нека им возможи, нека го направи своето државата. Па после индивидуата, ако не направи нешто за некаков си рок, нека му се одземе концесијата и крај. Верувам дека не сум само ја пример што го барат. Значи има многу луѓе што бараат така и од тие некои административни, да речам, пречки се имат откажано и идејата згаснува, немаш мерак, немаш ништо и А вие како семејство сте решени овде да си останете? ние сме останати више, татковината, ние на 50 години. Така. Ама и децата колку што знам ви се тука, така? Децата се тука, ќе ги видиме сега ако поеме на така, ми помагаат. Овде уште ги нема уходано, али има интерес и за сточарството. Да сме здрави и живи, ако се зголеми саточе, треба нормално помош, така да ќе ги уфрлиме и овде. Моментално се околу ресторанот врзани, пошто не е мала работа ресторанот. Апсолутно. Ќе видиме сега, тој е ресторан со 350 седништа и 50 легла за сместување. Аха. Значи, гости можат и да си преноќат тамо. Апсолутно, па ние сме више 30 години. Ти не знаеш, ти барем не следиш. Еве сега, овде сте изолирани со стадово, меѓутоа ресторанот на еден начин го афирмира Поречиево. И па ресторанот е 30 години традиција и ние во ресторанот цела Македонија имаме донесено заедно со сите колеги во крајов, цела Македонија донесовме во Поречието. Так. Да не се рестораните, еве, ти знаеш кој би бил повод да дојде некој во Порече да проши. Апсолутно. Више 30 години го работиме тоа. А и сточарството, овај дел овде, покрај рекава, сточарството и туризмот, мислам дека човек, домајчин, да работи со двете работи или со едната, ако не може со двете, нема да погреши еден добар бизнис, еден добар просперитет, никогаш нема да остане гладен и безлет. Значи, има потенцијал. Добро, Владе. Сега ми се чини веќе полека доаѓа време за молзење, треба така? се Сега да се однесат горе до Бачилово, тамо ќе има молзење. Така? Може да отидеме натаму сега. И еве и овчарот да почне да ги прибира овците. Ете така. Ајде кутре. Ајде. Прво ги прибравме овците во Бачилото. Владко се пофали од овчарот дека си ја знае работата и грижливо ги чува овците. А ги пофали и чуварите. Ги имаше повеќе. И мали и големи. Важно е стадото да биде безбедно.
колку што се може. Од кај бачилото етен е нас во ресторанот, сместен во прекрасен амбиент. Зеленило, дебели сенки, а вода блика од сите страни. И сето тоа зачинето со добра храна значи дека сте на вистинското место, а задоволството е целост. Влаче, бевме кај бачилото, ги видовме овците, ми кажа дека си произведувате сирење, ваше домашно овче сирење, еве сега овде гледам богата трпеза. Значи, ова е семеен бизнис кој што на ова место го практикувате без малку 30 години? Па не баш, ама тука сме негде, ближи. Тука близко, така? Ближи. 30 години во градба, во инвестиција, така. фамилиарно, јас и братот, тој 3 сина, ја 2 черки. Сите заедно? Сите заедно, сопругите, убавина. Помошници надворешни имаме, и тие да им се заблагодариме што се со нас. 30 години, брат, барем знаеш ти, и тебе ти се заблагодариме што не следиш, што не дексаш, што не снимаш, секогаш што не промовираш вака, да се знаат за Пореша, да се знаат за Крајов. Што да ти кажам, борба. 30 години борба, фамилиарен бизнис. За сега добро е, носто сме, знаеш и ти, не пратиш во градба, сме се уште, се нешто фали, се нешто додаваме и нема крај. Нема, ова нема крај. Така, жива материја, секогаш нешто ќе недостига, секогаш треба да се надградува. Тоа е бизнисот, тоа го бара, нема што да правиме ние. Влаче низ годиниве. Еве, проблем е генерално во многу сектори квалитетна работна сила, можеби и од тие причини сте ги ангажирале и домашните да се бидат вклучени во сето ова, меѓутоа па тоа на еден начин е голем бенефит, што едноставно сите сте си тука, сте се задржале на корените. Иначе тешко со работна сила. Види, ние сме тука фамилиарно, сите скоро, децата више се големи, ги пуштивме надвор, ние постариве, да се речам сега, сме в куња. Така. И апсолутно сето што излагат од куња што го правиме и што го даваме на нашите уштери, мора да е квалитетно и мора да е како што треба. Затоа што мене или на супругата или на братот ако нешто не ни се допадне или не е квалитетно, ние не го пуштаме надвор. И затоа сме постигнале квалитет. Не само гостиве да бидат послужени како ради реда, но да бидат послужени како што треба и тоа се гледа во пракса затоа што гостите се враќаат. Не еднаш да дојдат, да си заминет. Така. Ете ти виде, бев некај овците, сето тоа што го произведуваме, го трошиме овде, гарантираме за квалитет, гарантираме за дека е 100% онака како што треба да биде. Така. Сирењето, во оптек ни се пуштени и печењето, овчето, односно јагнето. Така. Буквално, ете и селаните што се комшиите ги дексаме, све што ќе произведат, прво ни го нудат нас. Многу битно е тоа. Битно. Ние немаме време да се занимаваме и со земјоделие сега, немаме стварно време, имаме сточарство, со земјоделие немаме време, но меѓутоа сето што се произведува в село, кој што ќе понуди овде кај нас нешто дека има, ќе се јави Владко, имам патлижан, имам краставици, имам компири, имам све, носи. Само викам носи и само се знае дека е тука произведено, дека е без хемикалија, дека е без... За возврат, ја некој пат им давам џубре од овчето да ги наџубрат нивите, тоа е сврзан синџир. Убава соработа. Да, апсолутно е така. И на еден начин соработуваме со селаните, само за да го доловиме вистинско селски амбиент, така. Селска храна произведена кај нас. Да барем знаеме што трошиме. Да ги поздравиме и колегите, кои што сите заедно се трудиме и даваме придонес, порече да го направиме туристичка атракција. Так. Значи, ние се трудиме, значи, еве да ги поздравиме Пешна, Белица и сите колеги кои што ќе не гледаат, Чифлик, сите заедно, значи, сакам да ги поздравам, да,
и да направиме еден апел до горе, до Министерството, до државата, до надлежните кои што се надевам дека ќе слушнат оваа емисија, да, значи, имаме страшен проблем со таа брана Калуѓерица кој што се наоѓа на 15 километри од кај нас надолу. Не можеме во никој случај, значи ние овај оддел нагоре на кај Македонски Брод и сите села нагоре, ги знаеш ти селава што се нагоре, да изваиме никакво одобрение за градба, со кој што, значи, одобрение за градба е една основа за да аплицираме во ИПАРД програма. Ние градиме, правиме, све на собствен трошок, но меѓутоа можеме да земеме ИПАРД, знаеш дека Порече е рурална средина, рурална не може да биде средина. Бараме, има обеќање, има слух, градоначалникот, и нему да му се заблагодариме, притискат, се трудит, дадоа збор дека ќе биде укината до година, да речеме 27 и на средбите кој беше овде го кажа, мислам тоа е така. Има најава за тоа. Има најава. Еве уште една шапел, еден голем до сите, за да можеме да работиме без стрес. Значи оваа работа е со стрес. Све што ќе градиме е легализирано во рете, имаме документи, но меѓутоа ново нешто ако се прави, одма проблем се јавува. Тоа и за не само за ресторани, луѓе сакаат еве покрај Треска да си направи викендици. Знаеш барем ти во твоето село погоре и надолу сака да направат викендици, но меѓутоа кој ќе дојде, кој ќе тропне во вратата на општината, кој ќе му каже дека моментално, значи не е и до општината овој проблем. Апсолутно. Дека има проблем со тоа и со тоа и со тоа со одобрението, тие се повлекуваат. Што и нормално е, не да, значи може да има проблем. Луѓе што престојуваат овде, луѓе што престојуваат, ја имам и сместувачки капацитети. Така овде. Тука се тие. Сите ме прашале дали се продава земја, да купиме земја овде покрај рекава. Ја им викам, моите покрај езеро, надолу не покрај езеро, покрај река сакам. Значи еден појас од едно, да речеме 15-20 километри кај што се покрај река, кај што има селска населба, најискрено, најодговорно тврдам дека може да се изградат многу викендици. Затоа што луѓе бегаат од жештините во Скопје, преку глава им е од жешко, од пеколни температури и си сакаат да си седат покрај река. Еве ја на пример имам 50 легла овде, за викенд да имам 100 ќе ги наполнам и 150 имам ќе ги наполнам. Има интерес. Интерес огромен. Али толку е капацитетот, толку е можноста. Затоа апелирам што побрзо да се дојде до некоја, што кажат и некоја урбанизација, општината да се потруди малку, државата да се потруди малку, затоа што нас, како Порече, како покрај Треска, нас единствена гранка која што може да работи како што треба овде е туризмот. И Владе, да не заборавиме, еден од најбитните моменти веројатно е и патот од Скопје преку Кула, преку резерватот Јасен да се пушти, да едноставно од овде некаде 60 на 70 километри сме до Скопје. Од мојава кафана до центар Скопје 72 километри. Значи патот ни е насушна потреба. Најголема потреба ни е тој. Значи тој функционира како што функционира. Луѓето го користат, се научени на тие термини, но меѓутоа, кога би бил пуштен нонстоп и би се нешто проширило, би се додало уште една лента, тогаш би било друга приказка. Луѓето, значи, сега се ограничени. Значи, и по тоа ќе да кажеме дека колку сме го развиле туризмот. Значи, ги чекаат термините, еве, например, на термин кој ќе врвиш ти или кој ќе врвиме горе на термин, во 12 сега ќе го пушти овој ударниот термин, колони возила е за Порече. Точно, и доаѓаат специјално за ручек. Специјално идат, ручаат, борават тие 2-3 сати, 5 сати што се и го фаќаат терминот за назад, али се ограничени, например, така? Точно. Ако би бил тој пуштен, да, сега апелирам и за тоа некоја друга траса или нешто друго да се пушти нонстоп, би било многу посетено Поречето. Владе, има во Поречиево луѓе, еве конкретно Манастирец, да речеме место што е едно од понаселените, односно што се задржале малку повеќе луѓе, бидејќи најголем дел од селата, да не се лажеме, се напуштени низ Поречието, главно се возрастни луѓе останати, што еве се занимаваат со сточарство, земјоделство. Мене ми е мерак што еве ти си одлучил, нели, еден дел од твоето време
да го поминуваш. Голем дел од моето време. Голем дел, ете така, со овците таму си имаш и луѓе кои што се задолжени околу стадото. Меѓутоа, има ли некои други вака што се занимаваат низ регионов со сточарство и земјоделство? Или тоа е многу слабо? Еве сега да ти кажам, ти си од тие што се постари поречани, што се викат, знаеш дека на времето, заедно со Пешница за другата што беше, Поречиево со сите приватни што чувале, да речам, дома овци, имало преку 30.000 овци. Сега немаме ние ни 1500 овци во цело Поречие да се собере. Има, но меѓутоа не е тоа. Еве, пошто го спомна сега тоа, пак уште еден апел. Јас, например, кај што бевме сега кај Бачилото, кај што снимавме, тој дел тука, више барам од преку земјоделие, да ми се додели на некој начин тоа земјиште тука, за да можам нешто да направам. Имам некоја идеја, значи чим барам, имам идеја да го направам нешто, сакам да направам нешто како куќарки, заедно, значи, со Бачилото, да бидете една целина тоа, за да можам, значи, сакам со странци да работам тука. Како агротуризам, да? Агротуризам, да дојдат странци тука да борават во Бачилото, да чистат гној, да молзат овци, да одат со овчар да му помагаат, да го носиме, значи да ги носиме странците, да им биде интересно. Има една идеја на детоксикација да идат. Значи оставаат телефони, оставаат све. Денеска сте другари, овде работиме и со него уживајте, тој ви е шеф и целодневен ангажман. Едноставно, значи, ако ја имам идеја, ако ја барам таа земја, бре луѓе, дајте ми ја земјата. Тоа не е земја, тоа се видети ридој, се тоа дрва, ништо без врска, пекол. Дајте ми ја. Значи, ја имам идеја. Не само ја, значи има многу луѓе што го барат тоа млади. Значи, ако сака некој млад да остане држава, барат некоја земја, дај му рок. Месец, 2 години, година и пол, зависи од проектот. Ако не направат ништо, земумува. Значи, тој чим барат нешто или ја чим барам нешто, имам идеја да направам нешто. Точно. Има можност. Многу имаме институционални кочници, не знам од кои причини, мора нешто полиберално да биде побрзо да одат работиве. Значи, не можеме ние 2 години да бараме нешто и на крај паде не го добиеме. Државава ни е прекрасна, имаме места невидени. Значи, места невидени. Еве, например, сега, покрај река, колку може да имат такви објекти. Од таја врашка урбанизација што нема никакви одобренија, значи си стоиме закочени. Еве, Поречево, знаеш, се иселе луѓето, ти спомна, нашево место е од 5 села што се во Поречиево, најголеми по 100 жители што имат. Другите се сите двајца, 5 души, тројца. Така, и тоа се возрастни. Стари луѓе останати, нема што да го задржиш. Тие двете фабрики што се Сувенир долу и КСС во Кичево, тие малку го задржаа младежот. Добро е што тоа се случи. Точно. Малце го задржа младежот и фала Богу добро е. Тоа е добро. Сега имаме ние све на све 4000 жители во Брод. Тоа се сите села околни и Брод градот да го земе. Што е стварно страшно. Поразително. Така. Поразително. Еве на работ да спомнам на рап на затварање и последното школо до 8 деление во мислам Манастирец и Самоковсе, на рам на затварање во Манастирец школото, се бориме со сите се директорот, се бори да не се затвори. 10 деца од 20 села има. Децата наши останаа овде. Ќерката заврши туризам во струката. Внукоите се тука со нас. Другата ќерка и таа е скопена факултет. Најбитно е што сакаат да работат овде. Го сакаат бизнисот, го сакаат селото. Не размислуваат да оѓат негде, не размислуваат да оѓат в град. Не размислуваат да, како нивните генерации, да заминат негде. Што е сега, земи куферот, да те нема. Тоа е најлесно, ама ние треба да најдеме модус, начин да најдеме да ги задржиме тие деца. Еве ги, значи, на некој начин со овој разговор да допринесеме до институциите, да апелираме, да молиме, друго начин нема, значи да се поедностават сите процедури за све. Буквално за све. Да сме здрави и живи, тука сме, ќе се видиме. Ми беше задоволство. Во секое време. Фала ти и тебе. Здрави и живи. Поречието нуди извонредни можности за развој на руралниот туризам, за пчеларење, планинарење, лов и риболов
и уште многу други задоволства можете да ги доживеете тук. Дојдете и насладувајте се со оваа исконска убавина. Овие луѓе кои што решиле да креираат свој бизнис тука дома на корените, навистина заслужуваат и институционална, но и наша поддршка. Ваквите места треба да се посетат, па нели велиме дека треба да ја запознаеме татковината за да ја сакаме повеќе. Ете со оваа порака ја завршуваме денешната емисија. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!